Добар ден, вести во 18 часот во НИВ ке гледате. Дали власта е подготвена за лидерска средба? Мицкоски очекува Филипче лично да го представи неговиот план. Јас сум секогаш тука на располагање, сериозните теми бараат сериозен пристап. Кај двајца пациенти вратени од Солун состојбата подобрена. Повеќе не се на апарати. Во Скопје се лекуваат уште 16 пациенти. Херојот од Виница, младиот Јован, кој спаси 21 лице во Кочани, со потресни сведоштва за спасувачкиот подвиг. Денеска со семејството беа примени во Бигорскиот манастир. Првиот контакт со Јован, го позвоних на неговиот телефон, ми се негово другарче. Ми изјави дека Јован помага, носи болни луѓе. Рамазан Бајрам со пораки за меѓусебна љубов, солидарност и поддршка. Ако сгреши пред некого, треба да бара прошка од него. Сега е денот, сега е моментот. Голем број верници утринава се помолија во Иса бек џамијата. Дали власта е подготвена за лидерска средба која ја најави опозицијскиот лидер? За премиерот Мицкоски темата е пресериозна за да се разговара преку медиуми. Очекува Филипче лично да му го представи неговиот план. По ставот на вреди дека опозицијскиот лидер нема кредибилитет да свикува лидерска. Вчера Таравари изјави дека тоа би било губење време, а институциите безпрекорно функционираат. Ивана Стојановска. Доколку председателот на СДСМ Филипче има конкретен предлог и план што треба да се направи по трагедијата во Кочани, стојам на располагање и подготвен сум да се сретнеме и да поразговараме на оваа тема. Ова го изјави премиерот Мицкоски по најавата на Филипче дека ќе иницира лидерска средба во собранието. Вели темата е пресериозна за да се комуницира преку медиумите. Тој може да го соопшти тој план и преку пресконференција, но доколку цени дека мене треба претходно да ме информира и запознае, јас сум секогаш тука на располагање, сериозните теми бараат сериозен пристап, така што еве оставам на нив доколку тие ценат дека имаат навистина таков план кој што сакаат мене да ме запознават. Јас сум подготвен во термин во кој што тие мислат дека или тој мисли дека треба да бидам запознен, да го примам и да поразговараме на оваа тема. Барањето на опозицијата за анкетна комисија за истрагата во Кочани за премиерот е прифатливо, но под услов со неа да бидат опфатени и случаите од минатото, како пожарот во модуларната во Тетово и несреќата кај Ласкарци. Во однос на незадоволството на опозицијата од начинот на кој се води истрагата за пожарот во Кочани, Мицкоски вели дека е водена од обвинители кои самите тие ги избрале. Истите овие беа миленици на истите тие кои што сега СДСМ и ДУИ велат дека не се задоволни од истрагата што вие ја прават. Па јас би ги прашал, дали беа задоволни од истрагата за модуларната болница, дали беа задоволни од истрагата за Ласкарци, дали беа задоволни од истрагата за Бесатранс, не бегам од никаква анкетна комисија, претпоставувам ниту претеничката група на ВМРО ДПМН коалицијата нема да бега, но би сакал да ја прошириме со сите овие останати судски случаи кои што завршија на начин на кој што завршија, не треба да дополнувам во јавноста. Така што подготвени сме да разговараме, да дебатираме со секој оној кој што цени дека може да помогне или да додаде вредност во процесите. Премиерот Мицкоски додаде и дека паузирањето на процесот за разрешување на државниот обвинител Љупчо Коцевски не е трајно и дека им е оставен простор на обвинителите да ја завршат истрагата за Кочани и секој оној кој има и најмало учество во трагедијата да одговара. Инаку барањето за одржување лидерска средба, председателот на СДСМ го упати од хуманитарното отворено студио на Канал 5 за донирање средства за настраданите во Кочани. Од СДСМ најавија дека сите детали околу лидерската Филипче ќе ги објави идната недела. Предлогот на Филипче пак за заеднички надпартиски кандидат за градоначалник на Кочани на предстојните локални избори, Мицкоски го оцени како политиканство и смета дека е рано да се зборува за избори по само 2 недели од несреќата. Трагедијата во Кочани ги разоткри пропустите во институциите, но и колапсот на безбедносниот систем. Прозиваат од СДСМ. Опозицијската партија бара одговорност од врвот на МВР, поради како што велат нарушената безбедност, но и трагедијата во Кочани. После катастрофална трагедија во Кочани, продолжија серија
на безбедносни инциденти. И тоа, пукање со огнено оружје, убиства, сообраќајки, прегазени луѓе на улиците. Тоа е нашето секојдневие. Безбедноста на граѓаните не е на највисоко ниво. Безбедносниот систем целосно потврли превенцијата која што е директна надлежност на МВР и Панче Тошковски ја нема. Има само последици тешки и недозволиви. Затоа СДСМ бара оставка и одговорност од раководството на МВР на чело со Панче Тошковски. Системот кој изминативе 9 години во МВР го насади тогашниот министер и екс-премиер Оливер Спасовски, а Сашо Тасевски 6 години во БЈБ, се искоренува од институциите. Реагираат од владеачката партија. Доколку порано за убиства, несреќи, пожари, сообраќајки, беа криви пајаците и каблите, сега одговорноста има име и презиме. СДСМ не бараше оставка и морална одговорност од Спасовски кога беа давани и пасоши на белосветски криминалци, кога секојдневно на улица главни беа Дуќанџик, Беланоца и Грчец. Реагираат од ВМРО-ДПМНЕ. Министерството за здравство информира дека нема промени во бројот на хоспитализирани пациенти од вчера во Скопје по пожарот во Кочани. Вкупно се лекуваат 16 пациенти кои се во добра општа состојба. На клиниката за токсикологија во последните 24 часа се примени 4 пациенти од странство и по направените токсиколошки анализи се пуштени на домашно лекување. Сите се во добра општа состојба. Во текот на вчерашниот ден кај 20 пациенти од Солун има одредено подобрување и се екстубирани. Од интензивна нега се преместени на одделот за пластична хирургија. Кај останатите пациенти состојбата е непроменета. За денеска нема најаве за враќање други пациенти од странство, информираат од Министерството. Ќе го земеме сигурно. Трамп не исклучува ниту воена сила за преземање на Гренланд. Верниците од исламска вероисповед го празнуваат Рамазан Бајрам. Екипа на Канал 5 ја посети Иса Бек џамијата во Скопје. Пораките на дел од верниците, како и на уџата Мухарем Исмаили, ја пренесува Здравко Димитров. Рано изутрина бројни верници од муслиманската вероисповест беа на молитва. Се помолија за здравје и благосостојба на своите блиски, побараа прошка, пошто следуваат честитките по повод празникот Рамазан Бајрам. Оџата Мухарем Исмаили од Иса Бек џамијата објасни дека суштината на празникот е хуманоста, а последниот ден од постот е значаен заради сознанието дека е важно да се биде ист и со оние кои немаат. Исмаили потенцираше дека Рамазан Бајрам е значаен заради заедништвото во славењето, а празникот испраќа порака за меѓусебна љубов и поддршка. Прав Бајрам. Значи треба да се смири со татко, со мајка. Треба да се смири со пријател, со друга. Ако сгреши пред некого, треба да бара прошка од него. Сега е денот, сега е моментот. Значи Рамазан ти испраќа една порака на помиреност, на љубов. Некогаш забораваме дека окото далеку гледа, но раката близко допира. На молитва во Иса Бек џамијата сретнавме неколку верници кои ни објаснија што значи овој празник и како го минуваат празнувањето. Денешниот празник значи за нас дека одеме по фамилијата, по роднините, кај брат ми, мојата фамилија, која се поблиски фамилија, идеме, си правиме Бајрам, прославеме. Питер Бајрам, овој се клави, се пости Рамазан, цел месец, 30 дена. Како го славите дома празникот? Па со разни јадења, пиење, смење, тоа е најдобро, најживете, ама младиве малку не слуша. Ќе биде тешко да биде боле. Оџата Исмаили беше еден од првите верници кои им даде поддршка на семејствата на повредените од Кочани, а денеска околу овој настан ја испрати следната порака. Окото значи солзо, не е во наша рака. Срцето тагува и таа тага не може ниту да се објасни некогаш. Но ние сме верници тука. Има Господ кој што ќе помогне и ќе ни помогне да ја надминеме оваа ситуација. И мора и од него да бараме помош.
Не смееме да бидеме материалисти, да заборавиме дека има Господ кој што ќе ни помогне, ќе ни даде снага, ќе ни даде моќ да ја надминеме оваа ситуација. И во склоп на ова ќе напоменам уште едно, дека многу е битно сега да различите страни да не се мешаат во истрагата, да бидеме трпеливи. Оџата Исмаили на сите верници од исламска вероисповед им го честита празникот и на сите граѓани им посака мир, сплотеност и меѓусебна поддршка, како и солидарност и во добри и во лоши моменти. Државниот и политичкиот врв испратија честитки до поглаварот на ИВЗ и до верниците од муслиманска вероисповед по повод празникот Рамазан Бајрам. Заедно можеме да ги надминеме и пребродиме сите тешкоти и проблеми. Со чиста мисла и со отворено срце за сите наши сограѓани, да ја направиме татковината просперитетна и достоинствена земја, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова. Да придонесеме кон зајакнување на заедницата, толеранцијата и општествената хармонија, со чисто срце и поподготвени да им помогнеме на сите оние кои имаат потреба, порачува спикерот Гаши. Сите заедно мораме да го смениме системот кој предолго ги оставал граѓаните без правда. Овој празник значи дека преку добри дела, заемно почитување, трпение и меѓусебно разбирање можеме да го победиме лошото, вели премиерот Мицкоски. Овој свет празник не подсетува на основните вредности за меѓусебно почитување, солидарност и хуманост. Заедништво и солидарноста се нашата сила за справување со предизвиците, стои во честитката на лидерот на СДСМ Венко Филипче. 19-годишниот херој од Виница, младиот Јован Костадинов, кој спаси 21 лице од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, е се уште видно вознемирен од оваа трагедија и неговиот спасувачки подвиг. Денеска со семејството беа во манастирот Јован Бигорски, а неговиот татко за Канал 5 изјави дека младиот херој Јован сега е добро по лекувањето на токсикологија. Тој откри дека покрај Јован уште неколку негови пријатели биле дел од херојскиот чин. За ова Дејан Трајковски. Додека сите вратата на дискотеката ја гледале како излез од сигурна смрт, младиот Јован Костадинов ја гледал како влез, кој ќе му овозможи да им подаде рака на оние кои не можат да побегнат сами од пожарот во Пулс. Тивкиот херој на кобната ноќ, како што го нарекуваат, видно вознемирен, ги сподели јавно потресните моменти од неговиот спасувачки поход, кој Канал 5 воопшто нема да ги емитува од етички причини, поради травматичноста и експлицитноста на деталите. Но денеска разговаравме со неговиот татко Дарко Костадинов, кој ни посочи дека состојбата на Јован, кој пред неколку дена беше пуштен од клиника, е секој ден се подобра, но вознемиреноста и натаму е присутна. Воедно и како некој што го воспитал овој млад храбар човек, кажа како гледа на подвигот на неговиот син. Јован сега добро се чувствува после лекувањето на токсикологија, сега е супер, малку растревожен нормално, али е добар. Здравствено состојба му е стабилно и добро. Тоа е до некаде некој морален чин, што го е сето тоа направил, најдел се на тоа место. Едноставно инстинктот го е победил да помогне на луѓето, без да размислува што би се можело да се случи и на него. Неговиот татко во моментот бил во Скопје и не имал представа од какви размери е катастрофата. Сватил кога по неколку обиди успеал да се слушне со Јован, кој бил навистина вознемирен. Дарко Костадинов открива дека покрај неговиот син, уште неколку негови пријатели биле дел од херојскиот чин. Во моментот ја бев у Скопје, чеках ја ќерката на автобуска и за несреќа да дознах у 3:15. Само што беше настанал пожар. Така да првиот контакт со Јован, кога позвоних на неговиот телефон, ми се яви негово другарче. Ми изјави дека Јован помага, носи болни луѓе до болница, така да малку ми беше стварно лош се чувствувах. Првично ја не бех свесен за колкав голем пожар станува. Свака част за храброст, он не е бил само, значи со другарчиња бил таму, биле се повеќе другари што се помагали околу диското, околу изнесењето на тие повредените деца. Значи биле се повеќе луѓе. Свакам част на сите деца што се биле таму, што се учествували, за храброста и Господ ги чувал сите.
Јован и неговото семејство денеска отидоа во манастирот Свети Јован Бигорски, од каде биле поканети да бидат гости, бидејќи 19 годишникот го носи и името на светецот, а тие, како што кажа неговиот татко, со радост прифатиле. Храброто срце од Виница ја напушти клиниката за токсикологија пред неколку дена, а во неговото средно училиште Ванчо Прке беше пречекан од школските другари со громогласен аплауз, честитки и прегратки. Лишен од слобода 23-годишникот за кого утринава околу 8 часот во СВР Скопје било пријавено дека од возило Ауди А3 во движење со скопски регистарски ознаки испукал неколку куршуми во воздух на улицата Цветан Димов во Чаир. На местото полициски службеници пронашле 5 чаури од гасен пиштол, додека по преземени мерки бил пронеден 23-годишникот со иницијали АД. Со него бил извршен службен разговор, при што појаснил дека пукал од гасен пиштол Зораки, кој се наоѓал во неговиот дом на подрачјето на Чаир. По насоки од јавен обвинител, пиштолот бил одземен и против лицето се поднесени соодветни поднесоци, информира МВР. Ново покачување на платите на здравствените работници од идниот месец, кои ќе бидат поголеми за 15%, согласно ноемвриското и декемвриското покачување. Истакна денеска премиерот Мицкоски. Тој најави дека до крајот на мандатот ќе има двојно зголемување на платите, но и дека инвестициите во здравството ќе бидат приоритет на владата во наредниот период. Од овој април практично за март ново покачување на платите на здравствените работници со на ноемвриското, декемвриското практично се зголемија за околу 15%. До крајот на мандатот ќе бидат зголемени 40-50%. Буџетот во здравството, во фондот за здравствено осигурување е историски највисок, 53 милиарди, споредено со ние 35 кои што беа во времето на короната, е за 18 милиарди повеќе, за 300 милиона. СДСМ и денеска побараа кривична одговорност за еколошката катастрофа на Крива река. Велат, здравјето на луѓето е во ризик. СДСМ бара темелна, независна и итна истрага со утврдување на кривична одговорност. Комплетно испитување на водите од Крива река, Чиња и Вардар. Јавно објавување на сите инспекцијски извештаи за рудникот Тораница. Оставка на претеникот Емил Спасовски, кој свесно ширеше дезинформации. Одземање на еколошката дозвола на Булмак 2016 поради сериозни и повторени прекршувања. Ова не е локален проблем, ова е прашање на јавна безбедност и здравје. Промени во образовниот систем кои ќе ги заекнат вештините кај младите околу финансиската писменост, побараа дел од експертите на денешната дебата. Младите луѓе во државава не знаат да го планираат сопствениот буџет и многу малку знаат како да ги користат средствата со кои располагаат. Не знаат да штедат, а во денешно време тие што имаат вакви навики често се сметаат за скржави. Овие работи мора да се сменат, сметаат учесниците на денешниот трет женски економски форум, што се одржа во Скопје. Во фокусот на економската писменост, председателката на Сдруженијето Јас сум жена, Ана Докоска, побара промена на образовниот систем во кој преку воведување нови наставни предмети ќе се стави акцент на вештините на младите околу економската писменост. Во нашето истражување видовме дека немаат сите училишта предмет за финансиска писменост и преку вакви настани посакуваме дека ќе издействуваме еден ден да имаме во сите училишта основни и средни предмет за финансиска писменост, бидејќи финансиско едуцирано население придонесува кон општествен раст и развој. Министерката за образование Весна Јаневска нагласи дека учениците и сега во рамки на изборните предмети имаат можност да стекнат знаење за тоа што значи финансиската писменост. Таа најави и дополнителни обуки на наставниците, со кои финансиската писменост би се доближила уште повеќе до младите. Во овој момент, според препораките на ОЕЦД, финансиското образование, финансиската писменост и повисоките степени се инкорпорирани во многу предмети,
како што се математика, граѓанско општество, бизнис, предприемништво, иновации, но секако постојат и посебни обврзни и посебни изборни предмети во различни периоди на образованието. Она што дополнително би можело да се направи се дополнителни обуки на наставниците првенствено, проектни задачи на учениците, работилници на учениците со помош на стручни лица, разни други наставни активности со што би се задоволиле потребите. Министерката Јаневска денеска, одговарајќи на новинарско прашање, изјави дека зголемувањето на платите во образованието од 7% ќе се случи во април и тоа покрај за наставниот кадар ќе важи и за сите вработени во основните и средните училишта. Ноќеска во 1 часот и 50 минути полицијата привела 35-годишник од Делчево, кој возел под дејство на алкохол. При сообраќајната контрола било констатирано дека неговиот автомобил Hyundai го управувал под дејство на 1,84 промили алкохол во крвта. Во 1 часот пополнок полицијата на регионалниот пат Куманово Свети Николе во населбата Доброшане во Куманово привеле и 21-годишен кумановец кој неговиот Volkswagen Polo го управувал со 1,52 промили алкохол. Двајцата биле исклучени од сообраќај и задржани во полициска станица. По целосно документирање на настанот против нив ќе биде поднесена пријава. Безобзирно управување со моторно возило, информираат од МВР. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните.